и најважно, не заборавајте да се зачлените во каналот. Бесплатно е, да ставите допаѓање на видеото и да го споделите видеото секаде каде што можете, затоа што овие видеа зборуваат наместо вас. А ако не ви се допаѓа ова што го работиме, многу ми е гајле. Гледајте го следното, може тоа ќе ви се допадне, па јас на крајот на криштата не сум Здравко Чолич, па сите да ме сакате. Се гледаме. Мразете се, македонци. Мразете се од дното на душата. Мразете се комити и чкембари, навредувајте се, пцујте си ги мајките и сестрите, поганете ја устата со мајката македонска, мразете се македонци, мразете се православни и муслимани македонци, мразете се леваци и дешњаци, мразете се шарени и небањати, мразете се криминалци и честни, само мразете се онака длабоко, од длабината на вашата душа. Македонското мото не е на соседо да му цркне кравата. Македонското мото е соседо да цркне, да дај Господ со се цела фамилија, да го снема. А ние потоа да му ја грабнеме и кравата, и козата, и бентлито, куќата со базенот, жената, ако е згодно. Затоа, мразете се македонци, мразете се предавници и патриоти. И кога се мразите меѓу себе, мразете и Македонија. И македонството мразете го. И македонштината, и македонецот, и македончето. Се мразите колку што може посилно да се мрази. Море најсилно да мразите. И напишете го тоа. Демек сте многу либерални, демократи, многу јаки на карактер. Мразете се во парламентот, на улица, мразете се во банка, во продавница, на утакмица, мразете се дома и во странство. И не заборавајте да се навредувате со најпогрдни зборови. Мразете се домашни диаспора, мразете се затоа што едните не сте украле доволно од Македонија, а мразете ги другите затоа што украле премногу. Мразете се 24/7 и претворете ја вашата омраза во гнев, жолч и крв и лошотилак нанесен од македонец на македонец. Само тоа е говор кој го разбираме од А до Ш. Тоа е нашата азбука, нашата глаголица, тоа е нашиот фонд на пишување, тоа е нашиот лозунг по кој се препознаваме, се вика омраза на македонец кон македонец. Или, како што беше кажано во Смртта на младичот, познатиот роман и филмот, македонец уби македонец за Македонија. А и зошто да се сакате? Мислам, сакањето ви е луксус, луѓе, мислам, тај само будали сакаат. Баш кај другите ве сакаат, ве обожаваат, ве сакаат бугарите, грците, албанците, многу ве сакаат, и србите ве сакаат, ама многу. Па колку ве сакаат американците, па то чудено, и германците, луди се по вас. Французите, je t'aime, voulez-vous coucher avec quoi ce soir? Епте ве сакаат. Олала! Сите ве сакаат, пардон. Не сакаат толку многу што не осакатија. Сакати одиме како оние 14.000 на Самуил ослепени инвалиди во име и презиме, во тело и душа, во мозок и срце. Сите не сакаат, да. Ама не сакаат за себе. А ние не се сакаме за ништо. Ние сме најпаметните кои се движат на перпетум мобиле, душевно гориво за веки веков, а тоа е омразата кон ближниот свој, кон македонецот. Мразите се. И ке се домразите еден ден. И ке се премразите. Ке ви се огади мразењето. Ке се осквернавите од мразење и осакатите. Ке се убиете во битта на постоењето. Македонци мои, мразачи мои, лесно е да мразиш, зашто се мразиме меѓу себе, тешко е да сакаш. Затоа треба да се помачиш, да вложиш труд, да се посветиш, да се дадеш себе си. А од друга страна, ако се сакавме, па си велам, кај ке ми беше крајот? И понатака од Индија. Може кинескиот зид
Ке се викаше македонци, зашто македонци ке го градеа? Ама мразата, таа е нашата формула за самоуништување. Мрази го македонецот како ти да не си тој. Разбирате? Тоа е она есенцијалната формула за омраза. Епа, од мене толку. Продолжете ви да се мразите, немој случајно да изгубите некој ден во немразење или не дај Боже во сакање. Еден ден се надевам дека ќе ви дојде умот од газот во главата. Само да не биде доцна. Тоа ме плаши. Имаше у времето во 80-тите години на минатиот век една стара скопска која велеше отприлика вака: шо е бре ова, мамка за туристи? Овој израз се однесуваше на преваранскиот менталитет на нашиот народ да направи гешефта со некој рекламен слоган, слика, излог, попуст и после да ти го начука со тоа што треба да го добиеш за своите пари. Демек, ти си изгубен германец, туриста и ти фрлаат мамка. Ти се фаќаш за неа, нели? Ако сом и после го јадеш тенко или дебело, зависи од тоа што била мамката. Ако сакате уште попластично да ви објаснам, тоа е како оној ресторано на Миконос што ги дере туристите. Прво ги кани со табли на кои цените немаат врска со цените во менито, кој всушност и не постои, а потоа им носат веднаш салати, узо и грицки, за кои туристите мислат дека се бесплатни, бидејќи не ги побарале. После конобарот ги убедува за некои лигни на кои на крајот ќе излезат 120 евра порција и на крајот ненајадени ќе ги крстат 700-800 евра сметка која мора да ја платат, иначе се собира цел персонал, вика на грчки, ти се деле на ува, буквално ќе се соберат 100 души за секунда, која албанци на сообраќајка на пластичарскана. Тоа ви е буквално мамка за туристи. На здравје, вистина зборам, гледате. Ама таа мамка за туристи не е класична превара која ги мами србролюбците и алчните и тие кои сакаат преку леп погача. Не е превара како што се тие понзиевите шеми и разни превари у кои што ќе вложиш толку, ќе добиеш онолку, на крај ќе го добиеш куро на магарето во зоолошка. Туку се е тоа превара за широки народни маси и нормални луѓе кои со кутрата среќа налетуваат на неа. Со куратата среќа налетуваат на неа. Исто така мамката за туристи се применува секој ден и во секоја сфера на живењето. Секаде каде што расипаните газди сакаат да го исечат својот потрошувач и да го доведат пред свршен чин. Ника, мојата Марика си замина со 2 нови свршеника. Чиста тројка, првата тројка во историјата на македонската музика. Уствари тие, партал се правеле овие и у време на нашите прадедовци тројки се правеле. Оти Ника, убава Марика си избега со 2 нови свршеника. Кај застанавте уствари? Да се вратам на овие мамкиве за туристи. Најлегендарната македонска мамка за туристи е бурекот со сирење, кој никогаш во себе не содржал сирење, да се разбереме, туку ефтина урда. Секој петок урда јадам, секој петок урда. Значи секојаш е урда, поготово у петок. Не постои бурек джилница на која нема надпис имаме бурек со сирење. И опке ти го фукнат со урда као нешто најнормално за добро утро. Најголемата бавча за мамка за туристи се така наречените попусти и акции во дуќаните, каде што не прават волови за сите пари. Така, например, завчера заедно со еден мој пријател нарачавме пица од истиот ланец кој што постои во Скопје и во Лондон. Нормално, ја во Скопје, тој во Лондон. Ја немам пасош кај ќе одам, не можам до Ќустендел да стигнам. Стигна пицата и кај него и кај мене. Целата релативно иста, и неговата со акциски попуси, мојата иста фирма иста, картонажа се исто. Исто, ама и не е исто. Ги отвараме заеднички, снимајќи се на Вибер, и шо ќе видиме? Неговата пица која од реклама. 40 сантима, полна кашкавал, шунка, печурки, она жолтоно сирење што се размачкуе, тоа чедари, медари, па капари, мислев ми се замагли екранот што чуреше онаа пицана.
А мојата од истата фирма, само во факин Скопје, со македонски газда на лиценцата, е 2,25 сантима. Трчи кашкавалче, кој заем да го давал, шунката на мали коцки, тој лицни вака ја сечал. Да ти ебам в пицеријата, да ти ебам. А од това жолтово сирење, а по аврио или јок нема за лек. Целата пица само кетчап, дебела корка и тромастрав, класична мамка за туристи, а истиот концепт на реклама и попусти тука и во Лондон. Така, со истава фора за сендвичи ми се пожали од еден исто така светски бренд кој во Германија давал огромни сендвичи, плати еден добиваш два, а нашиот овде откако почнала истата светска акција, ги преполовил без сендвичиве нашиот. И ти купуваш една половина за да ја добиеш и втората половина за да имаш еден. Абе, упорно се рекламира на најпознатата платформа во оваа козоебинава, бе. Тоа се вика дупи си го народот, малку му е. Имаме и големи светли примери за мамка на туристи, реално баш за наши вистински туристи кои со една компанија летале за Занзибар и буквално се што пишувало во проспектот, буквално немало ништо. Дури авионот едва излетал во Скопје. Без две крила. Пилотов искочил да и мафтал со рацете вака. И успел некако да слета. Како ластојцава тама. И останал на скопскиот аеродром. Уште 2 месеци после авионот, пошто со кварови, без крила, без мотори, без ништо. Добре што се живи патници, бе. Многу јака мамка за туристи прават и агенције кои ги носат децата од школите на екскурзии или на зимовање или на летување. Е, тамо тоа што се нуди, шведски стол, не знам какво сместување. Буквално нема ништо. А цените се дебели како да има многу. Како да спијат на водени кревет. Како джакузи да има секоја соба. А после родителите имаат едно соломонско оправдување, па да, сега за 5-6 дена ќе си поминат, па ако треба и на сламарици ќе спијат, на бетон ќе спијат, у вреќа за спиење ќе спијат. Па заедно, знаеш, битно е децава да се дружат, па не се толку гладни, кога ќе дома имаат све за јадење. Додуше голем удел во оваа мамка за туристи имаат алчните и корумпирани директори на училиштата кои со својот процент им го закинуваат квалитетот на одморот и екскурзиите на децава. Ама на ниеден родител тоа досега не му посметало. Да не се замерат утре со директорот, ќе треба детево да биде скроз одлично, знаете како е. Мамка за туристи редовно имаме и во трговскиот сектор, каде секој попуст за Нова година, Великден и фамозниот Црн петок, Black Friday. Ви се молам. Нашиве супер интелигентни трговци ќе ги дигнат постоечките цени, а на редовните ќе им залепат попуст. Многу јако бе, светски изум, македонски IQ. Али фората на стаклото од дуќено дека попустот почнува од 50% и кога ќе прашате што е со 50% попуст, ќе ви речат дека оние две мајци во ќошот што обелеле од стоење у излог се на попуст. А цел дуќан е нова колекција и една новата колекција немаме попуст. А на оние две мајци имаме попуст. Пошто пожутеле од дремења у излог, во изминати 5 години. Мамката за туристи е всушност да ве внесат во дуќанот, а по потрошувачките статистики, секој 10 кој влегол без везе во дуќан купил и продукт без везе, што баш и не му требал, значи комплетно без везе. Така да мамката за туристи е еден од најползуваните македонски институти за легална превара. За мамката за туристи на политичари веќе зборуваме во некој друг клип. Всушност зборуваме веќе 3 сезони за тие мамки. И уште им нема крај, додека се однесуваме како туристи во сопствената или кон сопствената држава. Се до тогаш ќе ни се случуваат овие мамки измами. Кога ќе станеме честни и одговорни домаќини, тогаш може и ќе не биде. Така ли е, драги туристи?